почитуван представник на УНИЦЕФ, господин Бенджамин Перкс, почитувани представници на меѓународните институции, на домашните институции, почитувани присутни. Нема дилема дека од образованието ќе зависат знаењата и вештините на генерациите, на младите луѓе. Од тоа ќе зависи каков во основа каков ќе биде нивниот животен стандард. Јас се согласувам со овие резултати кои што се отписа, кои што се меѓународно споредливи и признати. Ние како земја апсолутно не смееме да бидеме задоволни, бидејќи тие покажуваат дека стоиме најлошо во регионот, па и дури и во Европа, во поглед на оние основни вештини. Тоа го покажуваат и резултатите на Светска банка, на Human Capital индексот, и тоа кога се гледа оваа анализа на ОЕЦД, практично најпроблематично е што се гледа дека кај нашите соседни земји, токму во периодот 2000-2015 година, резултатите се подобруваат, а дека во нашата земја имаме намалување на квалитетот, практично зголемување на бројот на ученици кои што не остваруваат минимум стандарди, и тоа ако се види главната оцена, тоа е дека некаде 2-3 од учениците на 15 годишна возраст немаат основни вештини за читање. Тоа е апсолутно поразително. Ние како влада превземаме сериозни чекори и образованието ни е приоритет. Еве јас ќе кажам неколку показатели за финансирањето на образованието. Годинава за образование, наука и спорт во буџетот имаме предвидено за 4,4 милиарди денари повеќе во однос на минатата година. Тоа е повеќе од 0,5% од БДП. Средствата за основно образование во буџетот за годинава, ако се споредат со тие од пред 5 години, се дуплирани. Исто така средствата за средно образование, споредено за истиот период, се повисоки за околу 40%, ако се споредиме со 5 години наназад. Исто слична е состојбата и кај високото образование. Ако се гледаат финансиските параметри, можеби најважниот показател е колку одвојуваме од буџетот за образование, и процентот е 4,75% од БДП. Колку е тоа? Нашите соседни земји, например Албанија издвојува 3%, Бугарија издвојува 3,6%. Зошто го кажувам ова? Бидејќи ова е еден од јасните показатели дека имаме проблем со неефикасност во образованието, и ја ќе си земам, иако тука го представува Министерството за финансии, бидејќи ова е стварно многу важно, ќе си земам, иако не сум експерт за образовни политики, да кажам моje мислење како можеме да го подобриме квалитетот на образованието. Тоа е прво, и втората работа што сакам да ја потенцирам, а денес на една дебата ваква ја слушнав од министерот за образование, тој рече дека проблемот е што и многу години наназад се превземале политики, се правеле реформи во образованието само на база на политичка перцепција, без бројки и анализи. Јас целосно се согласувам со оваа негова изјава. Мислам дека ние, тоа е наша задача, да престанеме со адхок промени, туку да гледаме на долг рок каде сакаме да го движиме системот. Ако велиме дека што треба да се направи, мојата дискусија ќе биде на 3 нивоа: за основно и средно образование, за средно стручно и за високо образование. Прво, нема дилеми дека мора да го зголемиме практично достоинството прво на луѓето, на наставниците кои што предаваат во основно и средно образование. Тоа значи да се покачат платите, и ние како влада ги презимаме тие чекори. Во септември беа зголемени за 5%, со буџетот веќе има средства за ново зголемување од 5% во септември 2019, и секако дека тоа нема да биде доволно. Мислам дека треба да се размисли за систем на наградување на кој што ќе биде директно поврзан со резултати, значи со поставување на квалитет, но наградувањето или зголемените надоместоци не треба да бидат сами, туку мора да се паралелно со подобра селекција. Например, искуствата на земји кои што се успешни, како Финска, покажуваат дека тие
ги зголемувале платите, дигнитетот на професијата, но многу ја заострувале и селекцијата. Значи, треба и да многу да работиме од една страна на обуки на кадарот, но и на заострување на критериумите кои се може да предава во зборувам за основно и средно образование. Исто така, сметам од тоа како некој кој што поминувал, бил во основно средно образование, дека не сме фокусирани на оние кор предмети. Кор предмети се тие кои што во основа ПИСА ги тестира. Математика, јазични вештини, писменост. Мислам дека многу повеќе треба да се посвети внимание на такви предмети. Не смее да биде реформата чисто намалување на број на часови, но напротив, таквите предмети да бидат можеби многу и попаметно направени, но и многу поголем фокус да биде даден на нив. Овде сакам да кажам нешто, јас бев од 2002 година на факултет, како асистент, потоа како професор. Ако нешто слушав цело време, на сите нивоа во образование, тоа беше работиме на подобрување на наставните програми на курикулумите, и тоа не доведе до никаде. Тоа доведе до вакви резултати, какви што сега гледаме на ПИСА. Бидејќи сите промени беа правени адхок. Значи, мојот став е дека треба да се презимаат успешни, функционални програми кои што постојат на запад, во земји каде што знаеме дека функционираат како што треба, но тие не треба да се поведуваат избрзано, туку со многу сериозна обука на наставниот кадар. Во поглед на средностручното образование, ние како финанси учествувавме и во подготовка. Ја апсолутно ги поздравувам работите кои што се правени и од Министерството за образование и од страна на вице-премиерот во поглед на многу посилна воведување на средностручно образование, како бидејќи земјава мора да отстапи сите додатна академско ниво на образование, кој потоа во многу е и проблематично, неквалитетно во многу делови, а при тоа имаме огромен мисмеч помеѓу понуда и побарувачка на работна сила. Германија, тука ми е драго што е господинот Дефа, му веројатно најуспешниот пример во Европа како се прави вакво стручно образование. Значи, треба да го спроведуваме тоа. Бевме заедно со премиерот и министерот во понеделникот во Австрија, гледавме како успешно се спроведува тамо. Треба се да вложиме да го направиме, и сега ќе ви дадам еден аргумент. Случајно, првиот студент тамо што го сретнавме, кога го прашавме what is your name, ни рече Дарко. Така да, практично е од нашиот регион. Ние имаме обврска кон генерациите тука да им дадеме подобро образование. Во поглед на високото образование, значи, мислам дека решението, знам дека многу се зборува за ова, не смее да биде еднострано, не смее да биде само зголемување на додатоците од буџетот, во услови кога гледаме дека се како печурки расте бројот на универзитети и на факултети. Мислам дека треба да се стави ред во тоа, бидејќи ја како министер за финанси, кога го гледам буџетот на образование и кога се споредуваме, значи можам слободно да оценам дека има премногу ликиджис, премногу истекувања на места каде што не треба. Значи, а како земја не можеме да се луксузираме со толкав број на факултети. Треба тамо ред да се направи, секако да се направи ред кој се може да биде професор и да предава на факултетите. Знам дека има и некои ставови на експерти дека треба да правиме селекција помеѓу различни типови на студенти, например во општествени науки или други. Јас не се согласувам со тоа. Зошто? Бидејќи дури студентите кои што учат, ќе земам мојот факултет, на економски факултет, мислам дека мора да имаат многу подобри услови за работа, дека денес ако направите некој економист, тој мора да има допир со економетриски, софтверски пакети, како што се Stata, EViews, SPSS, да работи во MATLAB, да работи во DataStream на Reuters, а такво нешто, дури на УКИМ како број еден факултет, нема.
Значи, условите и тамо многу треба да се подобруваат. И на крај, кога зборувам за образование, секогаш се навраќам на оваа мисла, значи е на американскиот председател Барак Обама. Тој вели, секој од нас е добар во нешто, секој од нас има нешто да понуди, имаме одговорност кон самите да откриеме што е тоа, а таа можност ја дава образованието. Ние имаме обврска кон генерациите кои што се денес во основно, во средно, на факултети, да им дадеме можност за подобро образование, дека само тоа ќе им даде подобар животен стандард. Благодарам.